Добар крипто ентузијасти, како што ветивме техничка анализа, долго не сме направиле соодветна техничка анализа, ова беше повеќе од потребно, така да денеска ќе го направиме. Посебно со оглед на фактот дека во текот на утрешниот ден ќе добиеме стапка за инфлација на 15 мај, така да затоа денеска гледам ова да биде направено и да го добиете негде во текот на утрешниот ден до 2 часа попладне, каде што ќе може да имате представа што очекуваме целата оваа ситуација. Генерално макро изгледот и понатаму е нели позитивен, сега ќе објасниме зошто во детали нормално. Со тоа што нормално прво ќе започнеме со DXY, значи објаснуваме се од DXY па натаму преку Legacy системот, зборуваме традиционалните финансии, представени од Nasdaq и S&P 500 заедно со цената на нафтата, која што исто така има новитети во однос на следниот OPEC состанок, и понатаму продолжуваме преку Bitcoin, најбитни вести за Bitcoin и Ethereum Spot ETF и нормално дополнителни индикатори. Сега, за почеток можеме една многу битна работа да заклучиме на DXY чартот на неделно ниво, дека и понатаму практично се наоѓаме во ситуација каде што не можеме да поминеме преку ова 106 месечно ниво, кое што знаеме дека доаѓа историски многу одамна, значи ова од 90-тите години, само да ви покажам. Значи погледнете, ова ниво уште во 90-тите години било присутно и гледаме дека истото е целосно испочитувано, значи како во однос на движење нагоре, така и во однос на движење надолу. Така да идејата дека и понатаму истото ова ниво представува многу јака поддршка претходно, а сега веќе отпор на цената и гледаме дека и понатаму во втор наврат правиме така речена корекција надолу. Сега, да не забораваме дека ова беше cup and handle, сега ќе имаме придвижување нагоре, да не забораваме дека макро изгледот на DXY понатаму е надолу. Значи ова е само dead cat bounce кој што го гледаме пред да се придвижиме надолу. Сега една битна работа која што ми беше воочена од нашиот резидент ветеринар Мартин Николовски, кој што исто така работи техничка анализа како мене. Нешто што нели едноставно не сум го воочил, значи тоа е оно кога имате повеќе луѓе кои што работат на истата ствар, многу е поедноставно и многу повеќе може да забележите на еден чарт, така да и во оваа ситуација оно што е интересно забележено од негова страна е потенцијалот за конечно да дојдеме до dead cross на DXY, иако е рано, значи се движиме во таа насока. Нормално знаете дека ова е лагирачки индикатор, затоа и еве ќе покажеме една интересна работа овде. Значи ние не можеме да чекаме истите да се прекршат, значи 50 и 200 неделната средна вредност, да конечно кажеме дека сме во dead cross. Зошто? Погледнете. Кога тоа се случило последен пат во 2020 година, кога добивме bull market за Bitcoin, значи во 2020 година погледнете, падот почнал уште од март 2020 година. А официјално ние сме добиле dead cross во ноември 2020 година. Значи потребни биле 7 месеци за да дојдеме до dead cross. Така, значи дека ова е лагирачки индикатор. И овие работи треба да ги гледаме пред да се случат. Така да во оваа ситуација во моментот кога сме почнали да се движиме надолу со 50 неделната средна вредност кон 200 неделната средна вредност, уствари веќе требало да бидеме свесни што се случува следно. Исто така промената на трендот каде што до овој момент сме имале поддршка од bull market, од средните вредности на Market Cipher, тоа се овие бели линии, а сега веќе истата поддршка е изгубена. Слично на тоа можеме да видиме дека се наоѓаме повторно во иста таква ситуација. Односно, гледаме за облување на оваа зелена линија, погледнете уште од кога, со тоа што сега веќе се придвижува повторно надолу во надолна линија, значи оваа корекција е завршена и гледаме дека после оваа стагнација голема веројатност дека ќе добиеме придвижување надолу. Овдека помислиме дека официјално поддршката од средните вредности на Market Cipher е изгубена, но поради политиката на Федералната резерва, higher for longer ситуацијата со rate cuts и моменталната ситуација каде што цените на горивата и понатаму се високи, гледаме дека и понатаму доларот успеа да се одржи на високо ниво. Така да прашање на време кога ќе добиеме корекција надолу како на DXY, така и овој потенцијален dead cross кој што го очекуваме на DXY индексот. Друга битна работа која што мораме да забележиме е овој канал во кој што се движи цената на DXY, тоа ќе го погледнеме во месечно ниво, е многу појасно. Погледнете. На месечно ниво гледаме дека цената на DXY во овој макро тренд се движи во овој канал. Каде што гледаме дека горната граница најчесто можеби некој сме успеале да излеземе над неа, како во оваа ситуација и оваа ситуација, но генерално долната граница на овој тренд, на овој канал и понатаму останува да биде така речено моментот каде што завршуваме со bear market. Значи, погледнете, bear market 2021 во април, завршуваме на DXY, а практично почнува bear market на Bitcoin кога почнува цената на DXY да расте. Погледнете овде.
2014 година завршува bear маркет на во оваа ситуација DXY, а почнува bear маркет на биткоин, затоа што знаете тоа е првиот bull маркет после 2013 година кога завршува, почнува bear маркет за биткоин, а bull маркет за DXY. Така да во оваа ситуација еве дури овде. Значи 2017 година овој пат на DXY е bull маркетот на биткоин, а овдека можеме да видиме како повеќе се движиме кон овој долен дел на овој канал, се приближуваме до така речено bear маркет, тоест дното на bear маркет на само момент да го ставиме биткоин, значи поубаво ќе биде кога ќе го објасниме тоа повидливо вака. Значи погледнете, сега иако овдека е само блип затоа што е премногу мал маркет кап, но ова е моментот кога практично имаме намалување на DXY, bull маркет на биткоин. Кога имаме намалување на DXY, bull маркет на биткоин 2017 година. Намалување на DXY, bull маркет на биткоин, а сите тие намалувања, погледнете сами, потекнуваат буквално од горната граница на овој канал. Што значи дека овдека буквално сме пред повторно намалување на DXY. Значи историски гледано ова не е ништо ново. Сосема видено до сега и очекувано. И уште една битна работа, најчесто овие намалувања гледате дека доаѓаат после така речено кога овој Болинџер бенд ќе се доближи еден до друг, значи гледате колку е потесен, толку имаме поголемо очекување за експлозија во една или во друга насока. Исто и во горниот сегмент, истото се случува, погледате, кога имаме стеснување на двете граници, имаме очекување за екстремно движење во една или во друга насока, со тоа што во оваа ситуација знаеме во која насока ќе се движи, тоа е во надолна насока, многу пати сме зборувале зошто, значи самата Федерална резерва е буквално пред конечно да промени својата политика. Во исто време, банките во Америка се уште една причина, кажавме, истите се со преголема загуба. Дополнително имате меѓународни партнери на Мурика, почнувајќи од Европската унија и Јапонија, кои што се моментално во голема загуба, првенствено со нивните валути, затоа што гледаме дека моментално јенот е во енормна загуба, историски најслаб во однос на доларот, така да ако продолжат, буквално ќе направат многу поголем проблем за Јапонија, а знаете сами дека не е баш добро време за Америка да губи сојузници, така да тоа се најглавните причини поради кои што мора да ја промени својата политика, за кои што нема да разговараме сега, сме разговарале во детали. Сега ќе се придржиме само на техничката анализа. И на неделно ниво гледаме дека иако не е толку високи, RSI и сток RSI, истите после оваа корекција, оваа да речам длабина која што имавме, се издигна практично скоро блиску до прекупено, така. Значи кога ќе се приближат до 70, веќе се наоѓаме на прекупено. Сток RSI е блиску, RSI се уште не, но не. Во оваа ситуација веќе буквално ќе напоменам, значи прашање на време кога ќе се промени конечно политиката на Федералната резерва. Значи тоа е главниот проблем, да бидеме јасни, значи на крајот од денот политиката на Федералната резерва е единствениот момент кој што ги држи инвеститорите да се преселат од DXY, од доларот, кон се останато што е во ризичната категорија. Сега, во однос на месечно, значи ова е на месец, извинувам, ова што го видовме е на месец, што е, да речем, доста високо, ако мене прашувате кога станува збор за месечни нормално индикатори. На неделно ниво, како што кажавме, понатаму значи продолжуваме со ова удирање на горната граница, каде што имаме практично дабл топ. Така, дабл топ формација, знаете дека цената се очекува да се придвижи надоле. Има и дополнителни индикатори за тоа, како што кажавме, прво е очекувањето на rate cuts, а второ е цените на горивата, за кои што ќе разговараме малку подоцна. Локален врв, сток RSI на апсолутна стотка, RSI на 63, пред конечно да добиеме корекција. Гледаме дека MACD и VWAP веќе најавуваат оваа корекција надолу, така да трендот на DXY се очекува да продолжи надолу, но не заборавајте дека и bull market support бендот и средните вредности на Market Cypher се моментално под нас, заедно со 100-неделната средна вредност. Така да имаме доста поддршка на цената. Значи тоа е моментот кој што ја држи оваа цена толку високо, толку долго, заедно со политиката на Федералната резерва. Нормално. Сега што е битно во околу овој дел? Значи тоа е во однос на техничката анализа. Прашање на време кога ќе пробие надолу. Значи повторно може да биде за 3 дена, може да биде за 3 месеци, но е неизбежно, затоа што како што покажавме, макротрендот покажува дека е време за bear маркет. Затоа што ако не се случи bear маркет и Федералната резерва не ја промени својата политика, доаѓаме во ситуација во која што економијата на Америка ќе страда многу. Првенствено со рецесија, со потенцијална банкарска криза и бенкран и дополнително со така речено банкротирање на собствените партнери како Јапонија и Европската унија. Значи немаат избор, не е тука дали сакаат или не. Мора да го пуштат принтерот, како што кажав, дали е 3 дена или 3 месеци,
нас не ни менува многу, јас сум овдека на долг рок, така да порано или подоцна доаѓа нашето време. Сега, битна работа која што мораме да спомнеме во однос на овој сегмент е буквално инфлацијата. Главната причина поради која што и понатаму Федералната резерва останува на оваа политика higher for longer, односно не сака да ги промени своите каматни стапки, е баш тоа. Инфлацијата која што моментално владее во Морик. Една битна работа која што мораме да напоменеме одека, знам дека многу од вас сега можеби се збунете, има многу нови поими за вас, ако сте прв пат на нашиот канал, би ве замолил да се вратите на основниот канал и да го погледнете видеото во горниот агол, кое што автоматски почнува кога ќе дојдете на нашиот канал, затоа што верувам дека сето ова што го зборувам е доста сложено, доста обемно, не секој од вас нормално е информиран за овие работи. Значи вратете се на нашиот основен курс за техничка и фундаментална анализа, поминете го целиот, каде што ги објаснуваме сите овие сегменти, сите овие инструменти кои што ги користиме, нормални индикатори, и на тој начин ќе биде многу полесно да разберете нашата теорија, сето она што го објаснуваме сега, така. Значи, за оние кои што веќе го следат нашиот канал полого, нормално ова е веќе доста јасно и знаат точно што зборувам. Значи, не можеме да објаснуваме се од почеток на секој видео за жал. Затоа уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што се нови, вратете се и погледнете ги првите видеа. Значи, имаме 100 видеа курс каде што секи ви биде објаснето. Знам дека звучи многу, знам дека е многу материјал, но едноставно нема профит преку ноќ и нема заработка за тоа што сте инвестирале во нешто магично. Се разбираме, значи се бара учење, се бара организација на самиот себе си и знаење кој што ви е потребно за да може да го остварите тој профит. Така да фатете се за работа, ако ова ви се допаѓа, верувајте ми, многу од луѓето кои што гледаат нашиот канал, затоа и постојано ставаме прашања за колку луѓе се во профит, последниот пат беа повеќе од 90% во профит од оние кои што гледаат нашиот канал. Така да тоа би требало да биде водилка дека знаеме што зборуваме на овој канал. На страна сето тоа, значи продолжуваме понатаму, гледаме дека значи успеавме инфлацијата, значи тоа е главниот проблем. Федералната резерва не ја променува својата политика на високи каматни ставки поради инфлацијата. И моментално од 9% која што достигна во јуни 2022 година, значи инфлацијата се симна до 3%, но од јуни 2023 година па до јуни 2024 година практично гледаме дека истата стагнира околу 3%. Што значи дека ние имаме ситуација во која што, како што они нарекуваат, инфлацијата е стики. Значи едноставно не можеме да спуштиме до посакуваните 2%. И затоа Федералната резерва останува со каматна стапка од високи 5,5%. Што според правилата на Федералната резерва од досега, нели, искуствата кои што ги има на пазарот, значи каматната стапка на новопроизведените пари кои што ги дава на комерцијални банки и така натаму, мора да биде повисока од инфлацијата за полог временски период пред истата да се врати до 2%. За жал тоа не се случува. Ние гледаме ситуација во која што сега сме на 3,5%. Сега, двете битни работи кои што мораме ги забележиме овдека. Федералната резерва се грижи, многу пати сме спомнале, за две битни работи. Едната е вработеноста, значи да не биде над 4% на вработеноста, а втората е за инфлацијата. Инфлацијата, без разлика дали е кор или CPI инфлација, да бидат до 2%. Тоа се основните мети кои што Федералната резерва се обидува да ги испочитува. Со тоа што моментално се наоѓаме во ситуација во која што веќе 3 последователни месеци, значи невработеноста се наоѓа од 3,9 до 3,8%. Значи се наоѓа буквално на здив пред онаа граница над која што се рачуна како да е веќе критично во Америка во однос на невработеност. Значи дека кога ќе дојде 3%, едноставно нема да имаат веќе никаков избор освен да ја променат својата политика. Се разбираме? Значи над 4% ако продолжат со високи каматни стапки, они буквално ја буткаат економијата во рецесија и како таква едноставно не може да обезбедува вработеност, така. Значи кога немаме вработеност, автоматски Федералната резерва мора да ја промени другата страна која што ја применува за да ја намали инфлацијата со цел да угоди на првата страна која што е да ја регулира невработеноста. Што значи дека високи каматни стапки автоматски порано или подоцна доведуваат до висока невработеност, затоа што и понатаму овие субјекти кои што ги земаат овие кредити од комерцијалните банки, а потоа нели од самата Федерална резерва, значи го прават тоа по многу пониски каматни стапки и затоа се навикнати на ваков тип на капитал. Колку е повисока каматна стапка, толку истите не можат да едноставно функционираат без кредит. Така, значи не може да земат затоа што е висока каматна стапка, а нивните бизниси трпат. И затоа имаме невработеност. И обратно,
Кога е висока каматната стапка, ваквото стагнирање на економијата предизвикува затоа што немаме потрошување, инфлацијата да се намали. И тоа гледаме дека се случува. Но не доволно, затоа што они очекуваат 2%. Така да немаат избор, освен конечно да признаат дека никогаш веќе нема да видиме 2%, или пак да предизвикаат рецесија и потенцијален бенкран. Дали ќе се случи едното или другото, нас ни одговара во секој случај. Ако поради некое чудо немаме рецесија и успеат да вратат економијата во нормален колосек, без разлика на инфлацијата, нас инфлацијата не ни интересира. Значи, ние сме инвестирале во крипто. Оваа инфлација нас не ни делува. Ова делува на вредноста на долар, се разбираме. Автоматски. Во оваа ситуација, ако успеат да вратат економијата на прав колосек, нас ни одговара. Затоа што тоа ќе мораат да исимнат каматните стапки и на тој начин капиталот станува поевтин, почнува принтање на пари, bull market. Обратно, доколку не ги симнат каматните стапки, влезат во бенкран, знаете што се случи последниот пат кога имавме бенкран, и кога паднаа оние три големи банки во 2023 година во март, добивме 60% памп на биткоин. И тоа ни одговара. Рецесија останува да видиме, затоа што криптосекторот никогаш не бил во рецесија, така да мораме да видиме што ќе се случи со истиот кога конечно ќе влеземе во рецесија. Така да, секоја од овие опции нас ни одговара. Првата затоа што ќе бидеме во нормална економија, каде што капиталот понатаму ќе биде ефтин, и понатаму Мурика ќе продолжи да си убива сопствената валута со инфлейтирање на истата, што значи дека одлично ни одговара, видовме до сега, тоа значи bull market. Втората, доколку предизвика бенкран, дефинитивно ни одговара. Колапс на банкарскиот сектор е многу позитивна работа за криптосекторот, посебно кога сега имаме Bitcoin Spot ETF, како во Мурика, така и во остатокот од светот, каде што сега капиталот од големите играчи има каде да отиде, кога ќе почнат да колабираат банки. Така да тоа би било одлично за нас. И третата, уште еднаш ќе напоменам, потребен е период на рецесија за да видиме како криптосекторот ќе се носи со тоа. Значи јас и понатаму имам позитивен изглед. Погледнете во нашите видеа, само запишете рецесија, ќе најдете видео во кое што јас објаснувам детално кои се моите очекувања од криптосекторот, посебно од биткоин во потенцијална рецесија, кои што се крајно позитивни. Значи тоа е оприлика заклучокот. Сега да видиме што се случува моментално. Моментално имаме ситуација во која што имаме 3,5% CPI инфлација, која што е инфлација која што ги опфаќа сите цени, сите услуги и така натаму, и имаме кор инфлација која што не ги опфаќа горивата и цените на производите. Во CPI инфлацијата, која што е проблемот, гледаме дека веќе една година се наоѓаме околу 3% и не можеме да симнеме. Во однос на очекуваната стапка во текот на утрешниот ден за месец април, гледаме дека значи однос на пазарот истиот очекува намалување од 0,1%, додека во однос на Trading Economics, ова е страната која што практично го спроведува ова, очекува 3,5%, односно да остане на исто ниво. Негде утре околу 2,5 часот мислам дека ќе добиеме официјални резултати за ова, така да затоа ќе гледам видеото да биде порано. И во однос на кор инфлацијата, која што исто така битна, затоа што е многу постабилна и многу појасно ни покажува што се случува на пазарот, моментално имаме 3,8, а се очекува да падне или на 3,6 или на 3,7, зависи колку ќе падне. Значи, пак ќе кажем, ако добиеме 3,6, тоа би било одлично, би бил добар показател дека инфлацијата постепено се симнува, но проблем во оваа ситуација се прехранбените продукти и нафтата, за која што ќе разговараме следно. Значи, што можеме да очекуваме? Доколку добиеме пониско, значи, замислете сега, во оваа ситуација се очекува 3,4-3,5. Ако го добиеме ова, не очекувам некоја посебна промена на пазарот. Значи, кога добиваме она што очекуваме, најчесто пазарот не прави големи промени, се разбираме. Затоа што тоа значи дека веќе сме го вкалкулирале тоа што го очекуваме од пазарот и пазарот нема да флуктуира. Ако добиеме повисок степен, замислете сега да добиеме утре 3,6-3,7% да речеме инфлација, што е зголемување, не е намалување, тогаш ќе има страв на пазарот. Тогаш ќе се очекува дека Федералната резерва ќе продолжи уште многу, потенцијално можеби ќе стигне и до нов рейт хајк, но тоа е многу мала можност, но ако се случи и добиеме зголемување надвор од ова што се очекува, тогаш може да очекувате страв на пазарот и корекција уште подлабока како на крипто, така и на традиционалните пазари. И обратно, доколку добиеме па намалување, да речеме дека сме добили 3,2-3,1%, значи замислете значително да падне инфлацијата, тогаш очекувате обратно. Тогаш очекувате дека ќе се зголемат и вредностите на другите како што се S&P 500 и Nasdaq, ризични добра, и на криптосекторот, затоа што конечно, значи функционираат овие методи кои што ги применува Федералната резерва, се намалува инфлацијата, автоматски добиваме зголемени позитивни очекувања на пазарот. Тоа е во однос на CPI инфлацијата, исто важи и за кор инфлацијата.
значи колку пониска, толку подобро за нас, толку попозитивно пазар. Колку повисока, толку понегативно за нас, иако е нормално тоа што го очекуваме, не очекувате некоја посебна промена, потенцијално позитивна промена, затоа што сме добиле тоа што го очекуваме. Невработеноста, како што кажав, е доста битна. Сега следниот состанок нормално е во јуни, значи точно на 12 јуни, со тоа што значи до 12 јуни ние ќе добиеме уште еден податок за невработеност, така да рано е да зборуваме што очекуваме, значи гледаме дека и понатаму пазарот очекува да нема промени, да останеме на 5,5% нели каматна стапка на Федералната резерва, но пак ќе напоменам, ние сме долгорочно во оваа игра. Мене ова не ми менува нешто посебно и затоа јас не гледам некои посебни причини за страв, како што гледам дека другите тоа го прават. Стварно не разбирам зошто, но ете, едноставно го прават тоа. Значи, пак ќе кажам, се ногаме на сосема правилен тек, јас не гледам никаков проблем, продолжуваме и понатаму кон следниот bull market. Следната битна работа која што мораме да разговараме е цените на нафтата, кои што се директно инволвирани во одредување на инфлацијата. Во оваа ситуација сипе инфлацијата во целиот свет, сега моментално се базираме на Мурика. Зошто го правиме тоа? Затоа што знаете и сами дека и понатаму доларот е резервна валута на светот, сакале ние или не, и мораме да се фокусираме на оваа економија затоа што цените на нафтата најчесто во, како што кажавме, 4/5 се продаваат и купуваат во долар. Значи дека директно делува и на инфлацијата и на вредноста на доларот. Сега, до сега од она што го следевме на пазарите, знаете и сами, значи тоа што се занесува вие на запад дека ќе направат нафтен прайскеп, научна фантастика, никогаш не го успеа, значи еве го прайскепот, овдека е, никогаш цената не достига такво нешто, значи како што им кажаа во Италија, вашите санкции не функционираат. Не е дали вас ви се допаѓа, не функционираат. Значи тоа е тоа. Заврши запад. Но во исто време, значи ОПЕК презема во два наврати намалување на капацитетот на производство на нафта. Со тоа што во првиот потек, кој што го направи во 1 мај 2023 година, значи Русија и Саудиска Арабија намалија 1,6 милиони барели на дневно ниво производство на нафта и тогаш ние кажавме, очекуваме скок и добивме скок и тоа голем од моментот на $69-70 до неверојатни 95. Цените почнаа повторно да се движат надолу и на почетокот на 2024 година повторно ОПЕК најави втор ваков блок на намалување на производството од дополнителни 2,2 милиони барели. Тоа е оваа вест, сигурно ја следевте. Прво беше до март и истата ја продолжија до јуни. И моментално да не забораваме дека почетокот на јуни ќе имаме состанок, тоа е само за некои 15 дена, каде што ќе се одлучува што понатаму со оваа мерка. И видовме иста ситуација, значи ние трубевме уште кога го спомнаа тоа, дека од моментот кога конечно се донесува оваа одлука за и понатамошно намалување на производството на нафта, очекувате раст на цените на нафтата. Тоа се случуваше на $72, цената достигна 87, значи бевме сосема во право и сега веќе гледаме повторно лудување на пазарот. Зошто е тоа така? Затоа што немаше дополнително зголемување во март, туку продолжија со истата оваа мерка до јуни. Сега во јуни се очекува да видиме што ќе се случи. Прва и најбитна работа која што веќе ја видовме е Ирак кажува дека веќе не може да продолжи со доброволно намалување на капацитетот на својата работа, затоа што во втората рунда намалување не беа само Саудиска Арабија и Русија, туку беа сите членки на поголемите барем на ОПЕК+. Гледаме дека Ирак истапува и кажува дека ќе биде во, да речем, страната да не се намалува и понатаму производството на нафта. Останува да видиме дали тоа ќе се случи. Значи, не можеме да одлучуваме или да зборуваме што ќе случува со нафтата, додека не видиме што ќе одлучи ОПЕК+. Никој не може да знае, верувате ми, значи се зависи од ОПЕК+. А со оглед на фактот дека целиот источен блок, кога станува збор за Блискиот исток, е и понатаму нестабилен, значи јас очекувам дека Саудиска Арабија и Иран сигурно ќе бидат за и понатаму да се продолжи со намалување, дури и потенцијално дополнително, исто така и Русија. Зошто? Затоа што Русија и понатаму е во војна, пак ќе кажам, Блискиот исток и понатаму, во однос на кризата во Палестина, е на некој начин буквално на работ на потенцијален колапс и потенцијална ескалација, значи дека ништо не се променило за да можеме да кажеме дека ОПЕК сега може да каже, знаете што, време е да ги намалиме овие, да речем, рестрикции на цената на нафтата и верувам дека истиот ќе продолжи или дури полоше ќе ги зголеми. Значи дека ова дополнително ќе делува на цената на доларот и понатаму да стагнира наместо да паѓа. Доколку добиеме намалување на ова, тоа ќе биде одлучно за нас, значи колку повеќе се намали ова рестриктирање на производството, тоа ќе биде многу подобро за нас, затоа што имаме повеќе нафта. Колку повеќе нафта има, толку повеќе луѓето нема да имаат потреба да држат големи количини на долари,
во однос на тоа дека треба да купат нафта, се разбираме. Автоматски и цената на доларот се намалува заедно со цената на нафтата. За оние кои што не веруваат или кои што прв пат го гледаат тоа, еве да ја покажам корелацијата, погледнете. Значи секогаш кога цената на нафтата расте, расте и вредноста на доларот. Цената на нафтата расте, расте и вредноста на доларот. Цената на нафтата паѓа, паѓа и вредноста на доларот, како што веќе објаснивме, поради потребата на големите држави да држат долари, затоа што 4/5 од производството на нафта и понатаму се менува во долари. Така да, битно и многу, да речам, на некој начин, важно за целата оваа ситуација е да следиме што понатаму. Следна битна работа за која ќе разговараме е S&P 500 и Nasdaq. Значи овдека можеме да забележиме една интересна работа. Значи и S&P 500 и Nasdaq во однос на bull market support бендот, истите направија корекција до bull market support бендот, заедно до првото Fibonacci ниво и повторно почнаа да се качуваат нагоре. Погледнете. Значи буквално до bull market support бендот, првото дури овдека и второто ниво и повторно почнаа да се качуваат нагоре. Зошто е ова така? Значи уште еднаш ќе напоменеме, ова е пазарот ви покажува и понатаму дека не верува на Федералната резерва, дека истата ќе продолжи со рестриктивна политика. Значи овие пирани од Wall Street, кои што моментално се најголемите, кои што се вклучени во S&P 500 и Nasdaq индексите, се свесни дека нема каде да оди пазарот да се нагоре, затоа што прашање на време кога повторно ќе почнат да принтаат пари, веќе покажавме, значи нема бегај. Мора да почнат да принтаат пари. Затоа гледаме дека парите повторно се вратија, како во S&P 500, така во Nasdaq. Мада овдека имаме double top формација, многу е битно да ја пробиеме истата, докато не ја пробиеме, double top може да добиеме и по-длабока корекција, но повторно не заборавајте дека баш во овие два индекси се моментално зависи од политиката на Федералната резерва. Да, уште еднаш ќе напоменам и понатаму се очекува политика да биде рестриктивна, значи јуни 97% дека нема да имаме намалување, јули 70% дека нема да имаме намалување, нормално ова ќе се менува како се движиме понатаму, затоа што не треба да ги видиме и следните стапки на инфлација, следните стапки на невработеност. Во септември веќе 50% очекуваат дека ќе имаме промена. Но знаете дека ова се очекуваше уште во март, па многу брзо се промени овие проценти и затоа уште ќе напоменам, нема потреба да се занимаваме со предикции, ја следиме економијата како што моментално се однесува. Така да во оваа ситуација се што треба да кажеме е дека буквално bull market support band гледаме дека и понатаму средните вредности на market cipher се е во нагорна линија, а гледаме дека направија солидна корекција. Значи RSI од неверојатни 79 се коригираше на 56, 100 RSI од 100 се коригираше на 12, што значи дека имаме веќе простор за повторно да се движиме нагоре и овие индикатори оладија. Уште еден фактор дека оладија е Fear and Greed Index, односно VIX, кој што е на 53. Значи моментално е неутрален. И бевме во Extreme Greed, да не забораваме. А моментално е неутрален, а цената на S&P 500 е на висина како што тоа беше во април 2024 година. Значи дека сме оладиле со индикаторите и имаме простор за движење нагоре кога станува збор за VIX. Сега, за разлика од тоа кога ќе се префрлиме на биткоин, додека кога станува збор за криптосекторот, гледаме дека за разлика од традиционалните финансии, криптосекторот е малку по хитен. И тоа 10 поени по, значи моментално се наоѓаме 66 во грид, но повторно не заборавајте, се наоѓавме екстремно високо погледнато. Се наоѓавме на вредности од 80 и нешто. Значи, кој беше највисоки што успеавме да го достигнеме, 84 овде гледам. Значи 84 е буквално екстрем грид овде, што е својствено за врв на одреден циклус, но нормално тоа варира во однос на како се движиме во самиот циклус. Нормално е да добиеме корекции. Значи тоа е сосема нормална ситуација и тоа сега ќе ви го покажам уште еднаш, затоа што гледам дека многу од луѓето и понатаму се екстремно исплашени, погледнете. Значи да, халвингот и добивме корекција, така. Она што го зборувавме месеци наназад, значи еве го корекција. Во ред, ништо ново. Сега моментално ќе го избришеме ова, да не е буни. Значи халвинг, корекција. Погледнете се. Еве го халвингот во 2020 година. 2020 година халвинг сме имале 1, 2, 3 недели корекција. Така. Еве го халвингот во 2013 година. Сме добиле мало придвижување нагоре, па 1, 2, 3, 4, 5 недели корекција. Значи, ништо ново не е фактот дека имаме корекција после халвинг, кажав има многу фактори, меѓу кои првенствено фактот дека многу од мајнерите продаваат, додека нели така речено цената е се уште висока затоа што очекуваат корекција, што очигледно е се случува повторно. Значи ништо ново
И тоа е, пазите, корекција сега гледаме во Хајке Наши. Значи сакам да ви покажам во Хајке Наши затоа што ова е многу добар начин да го видиме трендот. Тоа што гледаме дека веќе трендот ослабува, така. Значи погледнете како изгледа силен тренд, така, високи свеќи со мали да речам фители или сенки, така. Со тоа што овдека гледаме дека се помали и помали се свеќите, додека не дојдеме до што? Свеќе кое што има помало тело од сенки. Гледаме дека веќе се случило тоа, но и понатаму продолжува да се движи надолу, но не забравяйте, ова е само нова свеќа. Најчесто овие свеќи се показател за промена на трендот. Погледнете. Значи најчесто кога добиваме таков тип на свеќи со многу помало тело од сенки, најчесто добиваме промена на трендот, историски гледано, погледнете, значи тоа биле сенките кои што се промена на трендот. Така да во оваа ситуација, значи голема веројатност дека оваа сенка до крајот на оваа недела може да заврши позитивно. Но останува да видиме. Како и да е, че ова е сосема нормално. Друга битна работа која што разговаравме е фактот дека потребна ни е корекција. Зошто? Погледнете, значи имавме енормно високи индикатори. Значи еве да покажам. Прво, RSI 92 на неделно ниво. Тоа е премногу високо. Значи зборуваме за oversold повеќе од 22 поени. Тоест overbought, прекупено. Сток RSI апсолутна стотка, да не разговарам, така. Со тоа што сега моментално гледаме дека сток RSI е на 0 и е време да се промени во нагорна линија, че прашање на време кога. Истото го гледаме и со самиот тренд на Хајке Наши, а дополнително оно што мораме да го забележиме, ако се сеќавате, јас исто тоа го зборував многу технички анализи наназад, значи кога ќе се разделечиме толку многу од bull market support band и средните линии на средните вредности на биткоин, значи потребно е да се коригираме до истите. Зошто го велеме тоа? Значи историски гледаме дека тоа случува многу пати. И тоа 2017 година многу посвојствено. Погледнете. Придвижување, значи над bull market support band се коригираме поблиску до него, повторно корекција нагоре, се коригираме поблиску до него. 2017 година имаме еден куп вакви, погледнете. Значи секогаш кога сме се придвижувале повисоко од bull market support band, уште од самиот почеток на bull market, погледнете. До него. Така, придвижување нагоре, корекција, придвижување нагоре, корекција. Значи погледнете, постојано ние практично се придвижуваме нагоре, па корекција до bull market support band, кој што не е тоа, bull market support band, за да можеме да се придвижиме нагоре. Што добивме моментално? Исто како и во претходните bull маркети, значи го добивме точно тоа што го зборувавме, само да дојдам конечно, значи придвижување нагоре, корекција до bull market support band. Така. Значи буквално тоа што ни е потребно, за да можеме да ги намалиме овие индикатори и да можеме да се приближиме во следниот дел од овој bull market. Значи тоа на многу различни чартови ќе го видиме заедно со дополнителни индикатори. Сега друга битна работа која што следиме, ако знаете сами, значи ако сте следите нашиот канал, знаете детално што зборувам, тоа е Wyckoff акумулација и Wyckoff дистрибуција. Тоа е едно од најдобрите, да речам, трендови кои што може да ги следите во однос на едно добро, кои што досега се покажале како доста точни. А во оваа ситуација, значи ние тоа го следивме прво во текот на bear маркетот, значи сите оние кои што го следеле нашиот канал знаат за сето ова, ние буквално го следиме од ден во ден. Целиот овој процес на Wyckoff акумулација која што завршивме и тоа успешно, значи до момент каде што направивме ретест два пати на горната граница на ова акумулационо поле и придвижувањето нагоре кон следниот дел, а тоа е најдобриот дел, значи еве чисто да видите што зборувам, значи тоа е моментот каде што се придвижуваме во маркап, што уствари представува билдање на цената на ова добро, затоа што конечно оние кои што сакале да купат веќе купиле и сега нормално е во овој маркап да имаме неколку корекции до околу 20 па дури 40%, што моментално е буквално случајот. Значи погледнете, и ова е сосема нормално, погледнете. Колку имаме овдека? Имаме 20%, така, че во оваа корекција. Колку имаме овдека од самиот врв до моменталната најдлабока? 23%. Сосема нормално коригирање во еден маркап период пред конечно да дојдеме до Wyckoff дистрибуција. Тоа е следниот дел кој што ќе работи во нашиот канал, кој што се уште сме далеку, заедно напоредно со лов на врв. Значи тоа ќе биде моментот каде што ќе имаме непрестано видеа за лов на врв и нормално ликвидирање на нашето портфолио, но се ногаме доста далеку од сето тоа. Така да ова е делот со Wyckoff акумулацијата и дистрибуцијата кој што е доста битен на каналот и кој што го следиме веќе многу пати. Значи и во овој дел имавме Wyckoff акумулација, Wyckoff дистрибуција, тоа беше овој да речем средниот дел од bull маркетот 2020-2021 година, истото го правиме и сега. И на дневен чарт, значи многу битни работи кои што треба да ги забележиме и понатаму се наоѓаме во, погледнете и сами. Значи стандарден bull flag формација. Значи ако
поминеме назад, можеме да видиме дека целиот овој дел претходно е исполнет со bull flag формации. Со тоа што и сега моментално се наоѓаме во иста таква формација. Повторно, сите овие формации, сите овие индикатори ги имаме обработено во нашата плейлиста за фундаментална и техничка анализа. Погледнете, значи тоа е напреден и почетен курс, каде што сето ова е објаснето за да не се навраќаме повторно. Значи и понатаму од последната корекција гледаме дека сме се коригирале до 61,8, што е golden ratio левелот, заедно со 60.000. Уште јас ќе напоменам, че јас очекувам дека 60.000 е доста јака психолошка бариера, само некоја големо поместување како не знам, ескалирање на некоја војна, дали Блискиот исток, дали Русија, крајно негативна слика во однос на да речем утрешната инфлација или пак не знам, очекување од Федералната резерва дека ќе имаме нов рейт хајк. Тоа се ствари кои што може да бутнат цената под 60, но својствено ова многу ме потсеќа на овој дел, каде што исто така многу од луѓето изгубија значи и трпение, изгубија и да речем очекувањата им се намалија доста, а тоа беше моментот каде што само момент, овде мислам дека појасно се гледа, овде, значи на 25.000, ова многу ме потсеќа овој дел на овие 25.000, каде што луѓето веќе целосно изгубија, значи и внимание и очекување и ништо, значи имавме double bottom, каде што кажав дека 25.000 е јака бариера која што верувам дека ќе остане силна и ќе издржи во целата оваа ситуација. Сега тоа го разговараме за 60.000, кој што гледаме дека е прв врв овде и ова е да речеме корекција над, значи погледнете 60.000 точно имаме корекција, односно придвижување нагоре на тоа, гледаме дека и претходно и овде имало ниво кое што било испочитувано. И сега моментално се коригираме до врвот во 2021 година, кој што беше првиот врв во тој циклус, така. Значи затоа верувам дека и понатаму останува да биде јака психолошка бариера заедно со уште еднаш 61,8 FIB левелот и да не забораваме дека овој канал и понатаму останува не пробиен, значи овие кратки корекции надвор од него менува фактот дека цената и понатаму се движи во овој канал. Така да во најмала рака очекуваме истата да се придвижи барем до горната линија на овој канал. И уште една битна работа, тоа се овие два тренда кои што ги следиме уште од почетокот на овој bull market, само ќе смениме на неделни ниво за да ги видите појасно. Погледнете, значи тоа се овие два трендови кои што ни го даваат движењето во овој bull market. Погледнете, значи овој е едниот, се движиме над и под него, а овој е вториот кој што е буквално од погледнете, значи почетокот на претходниот bull market, погледнете. Значи уште од така речено 2017 година, тоа се два трендови кои што гледаме дека и понатаму се целосно испочитувани. Да, знам дека е малку замрсено, но гледаме дека и едниот и другиот до сега се покажале како прво под отпор, така, во 2-3 наврати, конечно пробивање и сега моментално поддршка. Тоа се два тренди кои што историски гледаме дека и понатаму ќе го поддржуваат овој bull market нагоре, и едниот и другиот. Значи и под нас е bull market support бендовите, под нас е средните вредности на market cycle, значи имаме многу вредности кои што се наоѓаат под нас, кои што нема да дозволат некоја длабоко паѓање на цената. Па макар и да дојдеме до 50.000, нема да ме изненади во однос на негативните ствари кои што ги очекуваме, за кои што ќе поразговараме малку подоцна, но како и да е, значи уште една поголема корекција овде кај мене нема да ми промени буквално ништо, дури затоа не се фокусирам на тоа каде точно би се коригирала. Гледате и сами дека во овој период не се фокусирам толку многу на тој дел, повеќе се фокусирам на тоа кога би потенцијално купам. Така, значи да ви го покажам и тој дел, значи на дневно ниво, ова се сите купувања кои што ги правиме на каналот. Значи приметете дека од целата оваа корекција јас чекам корекција, купувам. Така, овде кога очекувавме скок не се случи. Корекција, купувам. Така, корекција, купувам. Значи на сите овие корекции јас си понатаму само акумулирам. Не се фокусирам толку на тоа дали ќе добиеме корекција до 60 или до 55, не ми менува апсолутно ништо кога знам каде се тоа се движи на макротренд. Така да верувам дека и вас тоа би било паметно да ве занима, затоа што ќе ви даде многу помала главоболка. Не гледам причина да го тргувате ова, знаеме каде се движи, тргување само може да ви изнервира и да направи да си ги напуштите позициите кои што сте ги фатиле на добра цена, за да ви скокне цената кога најмалку очекувате и да се најдете во ситуација каде што мора да купите поскапо. Да не забораваме дека биткоин има историја на тоа, значи кога луѓето престануваат да мислат на него, кога луѓето престануваат да се замараат со него, најчесто се придвижува во обратна насока. И историски гледано и понатаму го запазуваме истиот овој тренд на овој макроканал во кој што се наоѓаме прв, втор, трет, еве веќе четврт циклус. Многу луѓето веруваат дека истиот ќе биде скршен. Јас си понатаму тврдев дека цената ќе се задржи на долната граница, многу слично на 2016 година и тоа се случи. Сега веќе очекуваме пробивање на претходниот all-time high и придвижување нагоре кон горната граница на овој канал. Тоа се моите очекувања. Сега,
Тоа е во однос на техничка анализа, значи нема нешто посебно повеќе да се зборува. Прва и најбитна работа која што сакам да спомнам во однос на Bitcoin Spot ETF, гледаме дека постепено оваа блага корекција се заблажува, така речено, и гледаме дека се повеќе и повеќе, значи нема веќе луѓе кои што сакаат да продаваат очигледно. Ова беше, да речем, момент каде што имавме неколку недели продавање, каде што имавме неколку недели екстремно купување, и гледаме дека постепено, значи самиот Spot ETF се неутрализира. Значи прашање на време кога повторно ќе добиеме следно купување и придвижување нагоре, но најчесто и ова е поврзано со претходните ситуации. Значи позитивно придвижување. Зборуваме промена на Федералната резерва и низината политика, завршување на некоја војна, стабилизирање како што е на пример ситуацијата моментално помеѓу Иран и Израел, на некој начин е стабилна. Сето тоа предизвикува да се вратат цените нагоре, како што видовме кај S&P 500 и Nasdaq, а во оваа ситуација тоа ќе значи и нормално купување на се повеќе ризични добра. Значи колку повеќе негативни ствари во светот, толку помалку луѓето се склони по купување ризични добра. И обратно. И во оваа ситуација, значи пак ќе напоменам, главниот момент кога очекувам и големите институции да продолжат да купуваат биткоин ќе биде повторно што? Промената на политиката на Федералната резерва. Знам, пена ми фати устава зборување на истото, но не сум само јас. Некои од најпаметните луѓе кои што инвестираат на пазарот го чекаат баш тоа, така да нема логика да одиме против сето тоа, како што велат don't fight the Fed, значи движи се како што се движи реката за да имаш најдобри резултати. Тоа е во однос на Spot ETF, само што не заборавајте, ние веќе премногу почнавме да се базираме на Bitcoin Spot ETF, значи не заборавајте дека има и ритейл сектор, не заборавајте дека има и китови кои што не се во Bitcoin Spot ETF, значи ова до пред 3 месеци го немав. Така да премногу почнавме да бидеме зависни, нема веќе прилив во Bitcoin Spot ETF, гледам дека луѓето почнуваат да паничат во секој момент кога ќе имаме одлив во Bitcoin Spot ETF, како да тоа е крајот на светот. Значи не заборавајте дека пред 3 месеци ова не постоеше, така. Значи немаше институции во биткоин, крај. Така да значи давајте му значење, но не му давајте преголемо значење. Да, знам, станува збор за паника, која што е нормална работа, посебно кај ритейл секторот, но значи овие луѓе што купеле гледаме дека не продаваат, они само не купуваат. Значи дека и понатаму некои што купувале во целиот овој период држат. Значи очекуваат нешто. Ако очекуваат дека цената ќе паѓа, верувајте ми, они ќе беа првите кои што ќе продаваат. Ethereum Spot ETF една негативна вест, морам да ви кажам. Значи за жал се очекува дека истиот нема да биде одобрен, до 25 мај се очекува да имаме решение за истиот, но за жал не верувам дека ќе биде позитивно. Значи барем ако ништо друго ќе знаеме на што сме. Тоа е барем моето мислење во целата оваа ситуација, со тоа што значи пред 3 дена излезе од Балхунас, знаете и сами, тоа е човекот од Bloomberg кој што е заложен за ETFs, кој што на вистина си ја разбира работата, морам да признам правилен професионалец, значи истиот моментално дава шанса од само 6% за потенцијален успех на Ethereum Spot ETF, што е и тоа 13, сега веќе 6%. Значи за жал се помала и помала е шансата дека ќе имаме успех на овој, што е нормално, очекувано, посебно со оглед на фактот дека ако ги споредиме периодите кога се очекуваше Bitcoin Spot ETF, значи секој ги повикуваше секој ден буквално сите овие апликанти за Bitcoin Spot ETF да дојдат и нели да соработуваат за тоа како ќе изгледа. Сега за сега единствена позитивна работа која што имаме има неколку вести дека некој од апликантите како што е ARK Invest го промениле својот проект, така речено, или Ethereum Spot ETF апликација да нема стейкинг, затоа што ништо што е поврзано со крипто не се допаѓа на моменталниот сек, што е нешто што го знаеме. Така да ова е на некој начин се гледа дека има некакви поместувања. Значи ја верувам дека порано или позади ќе добиеме Ethereum Spot ETF, на краток рок ова може да биде негативна вест, така да имате го тоа предвид, но со оглед на фактот дека Ethereum цената веќе се коригираше длабоко, верувам дека на некој начин не е поголемиот дел од штетата направена и веќе резултирала со корекција надолу на Ethereum, но останува да видиме како и да е, значи знаеме што очекуваме, ако ништо друго барем знаеме на што сме. Негативно не може да ни изненада, затоа што не очекуваме да сите знаеме дека нема да биде моментално донесен Ethereum Spot ETF, но нели пак ќе кажам, порано или подоцна нема бегање, сигурно ќе се случи. Значи не заборавајте дека до сега BlackRock бил одбиен само еднаш. А кажавме дека повеќе од 600 пати има добиено апликација за било каков тип на ETF, значи тоа треба да ви кажува, сигурно 575 ако не се лажам беа, само еднаш бил одбиен, тоа ви кажува дека овие луѓе знаат што прават, значи прашање на време кога конечно ќе го добие. Така да мене ако ме прашувате, нема тука разговор дали ќе биде или не, само прашање на кога. Сега тоа нормално
ќе ни помогне во следниот bull market, тоа не е прашање, знае дека ќе ни помогне, но меѓу време можеме да видиме уште едни многу интересни дополнителни индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓаме. Значи прво и најбитно во однос на криптовалути. Ако се сеќавате пред само еден месец, погледнете, че ова беше во само да каде беше. Значи да, во март 2024 година од 0 до 100 47 вредност е пребарувањето за криптовалути во целиот свет, така. Значи сега моментално се вративме на 25, каде што мене ми се допаѓа да се наоѓаме, се разбираме. Значи тоа беше оној март каде што буквално сите експлодира, нели она добри резултати од биткоин спот ETF, наедно сите почнаа да се прашуваат и сега повторно се враќаме на тој момент кај што ви го кажав, значи сега се наоѓаме на досаден пазар кој што е најдобар за акумулирање. Погледнете, 25, значи ви кажува дека луѓето не се генерално заинтересирани за криптовалути, зошто е тоа така? Погледнете, тоа е исто како најдлабоките делови на претходниот bear market, погледнете. Значи во текот на почетокот на 2023 година се наоѓавме на апсолутно дно, сме имали иста таква вредност од 20 до 25. Ви кажува дека луѓето не се заинтересирани за криптовалути. Ова беше само момент каде што се спомнаа големи имиња како Fidelity, BlackRock и наеднаш нормално сите сакаа да знаат што е. Истата ситуација можеме да видиме и кај биткоин, значи не е нешто поразлично, исто погледнете, 22. Исто како во најдлабоките делови на bear маркетот. Значи дека пред да добиеме овој масивен спајк до 70 па и над 70 вредност, кој што е самиот bull market, гледаме дека и понатаму, значи ова е еднакво на bear маркетот. Значи е намалена, интересот е намален, така. Значи тоа го гледаме како и во прегледите на видеата, како и во интересите, како и во пораките од луѓе кои што ве знаат од прво оделение и наеднаш се сетиле дека леле, абе чекај, ви знаеше за тоа нешто, да го прашам. Така да имате го тоа превед, значи гледаме дека сентимент истото можеме да го видиме и на биткоин сентимент во однос на три типови на пребарување, а тоа е биткоин ток, тоа е целиот интернет, Reddit и Twitter. Каде што гледаме дека од сите овие заедно, значи сентимент скор е 0,44 ради Reddit. Повторно. Reddit има многу висок скор и затоа и овдека буквално се наоѓаме толку високо. Иначе гледаме дека Twitter и интернет генерално има 0,26 и 0,13. Што се одветствува со ова што гледаме овде. Така. Значи луѓето немаат интерес. Но пак ќе кажем ја, веќе го спомнавме неколку пати. Кога ќе дојдеме на следен all time high, кога ќе почнат алткоините да се движат како да нема утре, тогаш ќе бараат под дрво и под камен. Али нели, ќе дојдеме до тој момент, за жал. Значи, ова е уште еден момент кој што постојано ви го кажувам. Моментот за да знаат македонците за крипто е сега. Кога не сме се придвижили до следниот bull market, зборуваме врвот на bull market, каде што имаме највеќе профит. Затоа што овој врв што јас го бајам веќе 2 години, доаѓа и си оди за неколку месеци. Значи имате чекање, експлозија, сите сакаат да знаат што се случува, од каде воа што да купам и повторно имаме корекција и се гледаме следен bull market. Така. Значи, затоа сакам да ви кажам дека за жал поголемиот дел луѓето ќе го пропуштат баш поради оваа причина. CBBI е еден од индикаторите кои што јас навистина го користам. Во оваа ситуација, значи ако се сеќавате, ви кажував кога се наоѓаме на 82 дека ова е крајно негативно и дека 82 претходно својствува со апсолутен врв. И ви кажував дека за жал тоа не е добро за нас и ви кажував дека навистина ни е потребна корекција. И еве корекцијата дојде. Значи ова е, ако погледнете овдека, еве сме имале тука некаде во прилика таква ситуација каде што имавме доста високо придвижување на ова, значи ова rainbow чартов кој што го гледате, колку се наоѓаме повеќе до црвено, толку е поблиску до потенцијален врв. Значи во оваа ситуација нас не ни одговараше затоа што ние се наоѓаме на екстремно висока вредност на CBBI, кој што како што кажав претходно соодветствува со апсолутни врвови. А ние се наоѓаме многу рано во овој циклус. Но тоа е разликата кога имате циклус во кој што влегуваат институциите. Тоа е нешто што не можете да го предвидите. Значи толку голем капитал кој што влезе во биткоин поради институциите е причината поради која што толку рано добивме толку висок CBBI скор. Но повторно битно е дека добивме корекција од цели скоро 20%, 20 поени од 0 до 100, што е одлично за нас. Значи тоа е моментот што ви го кажав, потребна ни е корекција и корекцијата е овде. Исто така Rainbow chart, значи погледнете, сами се наоѓаме на некој начин буквално помеѓу второто и третото ниво, гледаме дека дури на последните нивоа негде овде се очекува да имаме крај на bull маркетот, со тоа што овдека се некои енормно големи суми, јас не очекувам дека ќе дојдеме до 400.000, тоа ако не изненади супер, но сакам да кажам дека генерално гледано през коите циклуси ова е доста ниско ниво, каде што повторно ако погледнеме историски гледано, овие бои се одествуваат со fire sale и buy, значи најдобро време да се акумулира. И понатаму сме во одлична акумулација, така.
И ова се нормално исто така Bitcoin Cycle Master, каде што колку се движиме поблиску до оваа зелена и да речем светло зелена боја, се ногаме на дно, колку повеќе се ногаме до портокалови црвени, се ногаме на врв во циклус, каде што ние се ногаме на самата средина. Повторно, сосема својствено за следен bull market, кога ќе поминеме на конечен халвинг, со тоа што овдека е малку повисока цената за разлика од претходните нивоа, каде што сме се ногеле на средина, дека се ногаме над средината. Но повторно, врвот го очекуваме кога ќе дојдеме до црвената линија, така да се ногаме рано, а црвената линија е на 140.000, што е од ако мене прашувате. Значи и овдека ни покажува дека сме рано и овој кој што на вистина е многу добар, а тоа е MVRVZ score, кој што гледаме дека историски на вистина добро ни покажува кога се ногаме во крајните да речем вредности на еден bull market, и ако гледаме дека историски почнува постепено да се намалува неговата вредност од 0 до 10, така речено, значи во оваа ситуација без разлика колку се намалува, гледаме дека се ногаме на крајно мала вредност. Значи ние се ногаме на 3, а се коригиравме до 2. А гледаме дека од 0 до така речено 0,2 е bear market. Значи дека ние се ногаме крајно ниско пред следниот bull market, така пред врвот на следниот bull market, кој што најчесто е од така речено 7 па до 10. Значи се ногаме рано во овој bull market. И последната битна работа која што сакам да спомнам дополнителни индикатори е NUPL, индикаторот кој што ни дава најчесто циклус на емоции, тоа е овој Psychology Market Cycle, кој што го знаете сами, многу пати сме го спомнале. Значи јас и понатаму зборувам дека се ногаме на Optimism con Belief, значи се ногаме во овој најдобар дел од bull marketот, кој што овој индикатор ни го потврдува. Значи се ногаме на Belief од Optimism con Belief. Значи се ногаме во најдобриот дел каде што најчесто еуфорија и грид представуваат оваа сина линија зборувам, представуваат моментот на апсолутен bull market и врв. Значи се уште сме далеку од тоа, значи тоа е уште едно ниво над нас кој што ќе биде следниот чекор. И за крај како и секој видео, значи прво мораме да напоменеме дека на 18 мај, тоа е за само 4 дена во оваа сабота, само да проверам дали беше сабота точно, за секој случај 18 мај, да, сабота, значи во 6 часот попладне ќе бидеме во градскиот парк во Скопје, тоест ќе бидам јас со мојата фамилија и кој сака може да дојде, значи ќе ми джијата части едно пиво, така да се видиме, да направиме една средба и да направиме една прашање во живо, нели, лайв стрим во живо. Со тоа што би сакал нели да се сретнам со вас како пријател, чисто да поразговараме. Многу битна работа во однос на добротворната акција, значи добротворната акција е веќе во реализација. Значи нема да имам време тоа да го направам на 18, затоа тоа го правам моментално преку посредници. Значи битна работа која што треба да забележиме е дека сето она што беше пратено на оваа апликација Купи ми кафе, која што може да најдете во секое видео во дескрипцијата, што служи за помош на креатори. Значи 500 евра кои што ми беа донирани од вас преку овие кафења беа донирани до оваа црковна организација, до нејзиниот пастор. Истиот ги доби овие средства преку Western Union и моментално ќе ги замени за прехранбени продукти, зашто ќе добијам нели видеоматеријал заедно со соодветни сметки, за чисто да видите и вие каде е се тоа пратено и што е направено со нив. Уште еднаш ќе напоменам, значи нашата едукација понатаму останува 0 евра по македонец. Сето она што сте ме донирале, гледате и сами го донираме назад на заедницата, со тоа што почнавме со Велес, со цел нели да помогнеме на велешаните како мој народ, како мој да речем роден град. И нормално понатаму ако потенцијално има дополнителни донации, ќе гледаме тоа да го направиме за некои други организации. Во секој случај, значи ова беше направено од срце. Се тоа ќе биде соодветно направено во видеозапис како претходно. Немој да очекувате од мене сега 1 час, јас да не знам таму ви покажувам како делам млеко и леп на луѓе, значи не е поентава да ги покажеме овие луѓе кои што за жал имаат полоша среќа од нас, имаат полош живот. Значи поентата е да им помогнеме и нема потреба да правиме преголеми видеа каде што ние се експонираме, гледајте што правиме. Значи уште еднаш ќе напоменам, каналот и понатаму останува да биде за македонската нација, за едуцирање за економија, за едуцирање за крипто, а сето оно што произнело од овој канал ќе гледам да го донирам назад кон македонскиот народ. Не за публикација, не за внимание, туку чисто заради отчет код вас, да видите што сме направиле со овие пари и како заедница се чувствуваме добро за тоа што сме го постигнале како заедница. Значи повторно ова е само почеток, јас очекувам многу и сакам многу да направам заедно со вас како македонци на оваа заедница, но сето тоа чекор по чекор. За почеток, се што барам од вас е сето оваа работа која што работиме, а е голема, значи 960 видеа направени, поголемиот дел од нив се повеќе од 1 час. Многу едукациони видеа, се што бараме од вас е да ни помогнете да го споделиме ова на што повеќе македонци како бесплатна материја да станат финансиски писмени и
потенцијално финансиски независни. Така да ќе ве замолам нормално да ми помогнете со така речено проширување на оваа едукација на што повеќе македонци. Гледате, немаме никаков маркетинг материјал, немаме никакви кампањи, не плаќаме за ништо, ние не сме ниту СДСШ, ниту Тесли, ниту Мерцедеси, значи вие сте нашиот глас. И нормално за крај, значи лайк, шер, сабскрайб, комент на било кој од нашите видеа ќе помогне многу за алгоритмите на овие видеа, значи на каналите да ги споделуваат што повеќе. И за крај сите оние кои се нови, уште еднаш ќе напоменам, значи на почетокот на нашиот канал имате видео кое што би препорачал да го изгледате со цел да видите што имаме и како може да го следите нашиот материјал во овој канал. Каналот е направен за едуцирање на било кој од буквално без никакви познавања од економија до напредни познавања од економија, така да повелете, значи има многу материјал, уживајте, следете инструкциите од ова видео. Ви благодарам, се гледаме во сабота и поздрав од Крипто Гемиџија. Одвај чекам да пием пиво со екипата.